Прво кажав дека денес мислам дека со Михајло Грбевски или нам добро познат како Мишко Рокфест, тоа му кажав сега, ќе ја запознаеме онаа друга страна можеби на рок н ролот и онаа која што ретко можеби се гледа за сцената и микрофоните. Всушност Rock and Beat. Ова е збирка интервјуа кои ги откриваат, јас би рекол, некој пат и надежи, и фрустрации, и бунтовнички дух, се можеби да се најде во книгата. Лични приказни на македонски, балкански, можам да кажам слободно, да, и странски, и светски музички артисти, така што од андерграунд сцената, некаде најдов Михајло до легендите како Џони Ротен, така, па се до Били Гибонс. да. Овие разговори вистина ќе ви откријат интимни детали, баш можеби непознати страни на неверојатна енергија што ја движи самата рок култура. Прво ќе ти честитам затоа што тоа се го зборевме дека Благодарам. толку години си дел од оваа наша сцена новинарска, иако сега одлучуваш на сосема друго поле да заминеш. Да, сега во овој моментов работам друго. Во лабораторија? Струка, да, во лабораторија. По струката што се вели? По струка. Меѓутоа, велам јас, секој пат кога имаме некаква заробена пасија и емоција, мора негде да се изнесе тоа, затоа што не би требало да биде и заробена во тело. Така што ова е одлична прилика за сите оние кои што ја сакаат рок сцената и да се запознаат малку поинтимно можеби со неко конкретни рок имиња. Ова ја мислам дека соодветно нешто што може да го имаат во својата архива. Да, ова повеќе станува збор за еден вид архива, моја лична, но не само моја лична, туку и архива за некои нови генерации. Затоа што во книгава ги собрав, значи ова е само еден дел од моето творештво во изминативе 18-19 години како што работев како новинар, бидејќи сега веќе не работам како тоа, но се уште ги следам и пишувам од време на време. Знаеш да се избегаш, да си направиш ескейпизам свој. И значи станува збор за повеќе за мој личен архивски дел, но ќе биде добро за сите тие што ја почитуваат рок музиката, но и тие што сакаат малце и од новинарска гледна точка да видат како тоа се пишува и со кого и како сите тие работи се остварувале во текот на годините. Јас се сеќавам, читајќи сега малце и од твојата биографија, во времето кога работеше во екран, тоа е негде крајот на 90-тите, па и можеби почетокот на новиот милениум век. Чинам дека тогаш баш ја следеше, меѓутоа како ја следеше и интерпретираше експанзијата на светската рок сцена и поп македонската сцена генерално? Да, во тоа време беше малце потешко затоа што туку што почна интернетот и немаше толку информации како што денеска имаме на интернет. Значи право и ние не бевме обучени, не знаевме што следува со тој интернет. А информациите ги црпевме преку списанија специализирани, значи музички списанија кои што ги нарачувавме од странство, од Англија, најчесто од Англија за на англиски јазик. Како Браво, некој таму, се не знам кој беа или да, и не, тие беа германски, тоа беше поише на поп музика, ја повеќе ги рок сцената, да, значи New Musical Express, Q, Mojo, такви списанија, имам и неколку списанија, исто така си ги чувам дома од америчките, Billboard, вестникот кој што сега не знам дали воопшто излегува како печат. Да се ми жив и здрав. Не знам дали излегува како печатена верзија. Можеби се уште со оглед на тоа дека беше едно од најценетите можеби магазини генерално. Да. И евентуално преку радио емисии кои што кај нас имаше радио емисии, не толку многу, но беа многу поквалитетни. И тие што работеа во уредниците во тој период знаеа да објават информации кои што исто веројатно ги добивале како што сум ги добивал и јас. Именно во една прилика се сеќавам кога Драган Б. Костич исто нешто вака кога говориш каква е реминисценција, како доаѓал до некакви податоци, кога треба да ја пушти, не знам да речеме вика од Дженис Джоплин вика некоја плоча, вика ја чекам, вика со најголема надрж преку пошта што може побрзо вика за диско селектор. Да може да. Именно. Мишко, кој беше првиот може домашен рок бенд кој што го интервюираш и
како можеби влијаеше врз твојот пристап кон самата underground сцена, ако направиш па ти сега една реминисценција на почетоците? Значи, првото интервју што го направив, значи пред да го направам интервјуто, пишував текстови, значи збирни текстови и така натаму. Но интервју, прво што го направив беше со групата Ареа, која што за жал го нема во ова Меко не знам дали дознаш дека ќе имаат концерт благодарение на Врати на имагинација, еден од најмаркантните можеби албуми кои што били излезени, и тоа во ноември месец. Тие жалат, вика, ја немаме Метрополис Арена, меѓутоа Арија се враќа повторно по 25 години. Токму по повод излегувањето на нивниот албум Врати на имагинација, правев интервју со Ружица, после следуваше извештај од концертот, промотивниот концерт за нив. Какви убави беа тие? И чинам дека пишував и рецензија за албумот. Баш за Врати на имагинација? Да, значи комплетно го покрив излегувањето на тој албум. Значи тоа ми беше првото интервју што сум го направил. Потоа следува и малце по алтернативни бендови, помали бендови кои што ја и ден денеска ги сакам и ги поддржувам. Им овозможувам да додека работев како новинар, а и денеска како надворешен соработник, ги поддржувам и сакам да им помогнам на помалите бендови за да се промовираат, за да се луѓето да дознаат за нив. Многу често кога добивам, бидејќи нели сум вклучен и телевизија и радио се уште, не ми излегува пасијата, се уште ме држи некако таа контрола, меѓутоа кога малку сум бунтовен и морам да признам дека имаме една тврдина кога ќе кажат немаме македонска музика, јас велам Воопшто не е точно. Тоа е колку вие сте дозволиле да обсервирате што сега ново се случува. Не велиме дека се е добро, можеби, нели? Често случаи, меѓутоа секој има некој своја златна ера. Така што ова е одлична можност. Ти си ми потврди дека во моментот се уште имаме многу добра македонска музика. Значи од секогаш имало. И покрај предизвиците. Така, од секогаш имало добра македонска музика. Само зависи колку ќе се дозволи на таа музика и на тие уметници да влезе во вашиот свет и дом. Да влезе во вашиот свет. Точно да, сега интернетот е полесен и информациите стигнуваат многу побрзо, но не треба да се ослонуваме само на интернет промоција. Така. Мора некој да го промовира кој што точно знае што работат тие момци и девојки, нормално. Така. Како да ги промовираат, како да ги побутнат за да работат, да се каже добар збор, но и да се каже не лош, туку забелешка да се каже, за да можат они да почувствуваат дека тој стварно не слушнал или таа и проценил дека ова е добро или не е добро. Ако не е добро, ние да се трудиме понатака да станеме подобри. Затоа што сите сме промотори всушност на таа сцена. Така е. За некој од гледачите може да отвориме телефонска линија, колегата Љупчеве ќе пише, би сакал да дозволиме еден да има прилика да го има во својата архива. Секако. Кажи ми се што е спакувано во оваа убава книга. Интервјуа, сведоштво твое конкретно со врвни рок-имиња, кој што кажавме од Македонија, балканската и светската музичка сцена. Да, значи книгата содржи 50 на интервјуа, 47-8 мислам, кои што сум ги правел јас додека работев како новинар, но значи во различни медиуми. Печатени различни епохи, и во различни епохи, да. Значи интервјуа кои што били објавени во неделникот Екран што го споменавме, во дневниот вестник Време, во прилогот, петочниот прилог што беше на Време, Ритам се викаше. Тој беше така по-урбани прилог, каде што пишувавме и за музика, и за добри рецензии, да. И за секаква друга културна уметност. И најголемиот дел од интервјуата се од вестникот Нова Македонија, кај што поминав најдолг период од 10 години работев таму и најголемиот дел од интервјуата ми беа објавени во тој дневен вестник, може да кажем најдобрите за мене. Дали се најдобри ќе процени публиката. Значи тука се вметнати и сега книгата е поделена на 4 целини внатре. Како поглавја? Како поглавја, да. Првото се вика Рок пролет. Тоа се интервјуа со македонски музичари кои што се, да речеме, од постарата генерација, тргнувајќи со најстарите, значи со Армен Сурмен, кој што беше пејачот на
Безимени, потоа на Бизбез, значи и од него тргнува целиот рок-н-рол во Македонија. Понатака тука се сите членови на Леписол поединечно интервјуирани, тоа го Владко, забележувам. Бодан Гаро, Коко, Кокан Димушевски, да. Димушевски, да. Кирил Џајковски, Горан Трајковски од Мизар и така натаму. Сега имаш и вечни бунтовници Да, тука. во вториот дел е вечен бунтовник. Тоа се интервјуа со странски музички звезди. И тој ми е лично најинтересен за мене, затоа што тука можеме да ги прочитаме разните приказни и нивните размислувања, затоа што многу тешко можеме да дојдеме до нив и да слушнеме. За разлика од македонските кои што, на пример, секој ден можеш да го сретнеш во град и Владко Стефановски, Карабет Тавитјан и било кој. Во делот кај Вечен бунтовник има интервјуа со навистина големи музички имиња, значи на пример со пејачот на Deep Purple Јан Гилан, со пејачот на Били Гибсон, ZZ Top. Со пејачот на Whitesnake, Дейвид Ковердел, со Били Гибонс од ZZ Top. Го споменавме Алди Меола. Алди Меола има, значи, и джезери. Да, со Алди Меола правев интервју, со Џони Ротен, значи еден од пејачот на Sex Pistols, подоцна и на групата Пил. Еден од најбитните ликови во една генерација од крајот на 70-тите и предводник на панк движењето. Така што тука се тие десетина интервјуа со странските изведувачи. Има ли конкретно можеби само кусо рецензија која што на некој начин или текст кој што особено го цениш и се издвојува како еден аха момент во кариерата на Мишко, како еден личен успех? Токму тоа интервју со Џони Ротен ми е мене највисокиот дострел и со Јан Гилан, затоа што со Јан Гилан па сум интимно поврзан. Тоа беше групата Deep Purple беше првата група која што, да речеме, сам си ја открив, а не ми ја понудил некој постар татко, брат, пријател. Значи сам си ја открив и до ден денеска сум голем обожавател на групата Deep Purple и затоа ми беше чест да правам интервју со него. Имаше една многу интересна случка кога го правевме интервјуто со него и наредниот излезе во дневниот вестник на Македонија, на цела страница се сеќавам дека беше интервјуто. И нормално јас си го споделив на сите социјални мрежи, на Facebook, на Twitter, на Instagram, не се сеќавам дали имаше тогаш. И ден-два потоа, официјалниот фан пејдж на Facebook на Јан Гилан го презема интервјуто и го објави на нивната страница. Да, со тоа што напиша на англиски. Јас не разбирам што пишува, но ова е интервју правено за македонскиот вестник таму. За потребите на македонскиот. Да, и беше ставено целото интервју. Што е вистина импонира? Да, он пишува, дека ова е на кирилица, на македонски, ја не можам да разберам што пишува и како пишува, но самата нивна официјална страница го реобјави. Мишко, бидејќи јас често знам да кажам дека секој интервју некако отвара нова порта на некоја емоција, интроспекција кај барем и од моето лично искуство, кај некој, да речам, соговорник, независно дали тоа музичар или било што, кој што се бави со своја професија, има ли конкретно сведоштво кое што било откриено и нешто што може прв пат да го прочитаме, да речеме, од некој, еве, и од не само македонските, туку генерално некои работи како некој личен Има секако лична експресија која што ја откриваат. Во секој интервју може да се најдат такви интересни податоци, приказни, затоа што првенствено интервјуто, јас така го разбирам, како новинар, не е само да се направи приказната за потреба, односно, има концерт, треба да се прават прашања, да се поставуваат за концертот или за новиот албум и така натаму. Но треба малце да има и некоја
тривијалност, да речеме, секој за да биде интересно и привлечно за читателите. Инаку тие генерали секаде може да ги... Тие генерали сите знаеме дека да. зашто и како тој настапува или нормално треба да има вовед и малку историја и за луѓето кои што на пример не ги познаваат. Мора да постои малку историски дел, односно биографски за авторот, но мора да се најдат и некои интересни приказни. И затоа јас додека работев секогаш инсистирав интервјуата да ги правам во живо. Значи не по имејл. Порано не постоеше имејл, ги правевме во живо нормално. Како што се појави интернетот и имејлот, многу често и ден денеска се инсистираат музичарите или новинарите да се прави по имејл. Да, тоа е побрзо ќе ја завршиш работата. Безболно денеска, да, но многу е страшно затоа што може да се случат несакани работи. Например, мене ми се случило. Поставувам прашање, значи прашањето иде 3-4 реда во Word, одговорот е да, така мислам, така во ред. И кога сме во живо, одма ќе дојде следно подпрашање. Чувството е поинаку, мислам, сензацијата е поинаку. Почувствуваш неговата потреба дали сака да го прашаш или не сака, што сака да одговори и што не сака да одговори. Мислам, самиот говор на телото и погледот во очи ќе отворат нови почувствуваш. Да. Само да прашам дали има прилика секој кој што ја го гледа разговорот да си ја најде, да си ја набави, бидејќи знам дека на промоцијата имаше доста луѓе кои што беа присутни на Rock and Beat. Да, промоцијата, официјалната промоција беше летово на 18 јули во Скопје, потоа имав уште две промоции, една во Пробиштип во рамките на фестивалот на Рудар Рокфест, една имав во Охрид. Сега ми следува во сабота сум во Прилеп. Супер. И уште неколку промоции ќе имам. Добро, веројатно соодветно место кое што символизира и на самиот рок. Така е. А што се однесува за набавката на книгата, да, ја има во продажба, значи во книжарница или во музичкиот салон Дореми, Јамаха, во музичката продавница Рестарт. Значи може да се најде во Буква, во кафе книжарницата Буква и во Охрид ја има исто во културен центар Култ, така се вика културниот центар, каде што ја правев и промоцијата и таму може да се набави, че ја има на неколку места во. Супер. Поддршка имаш секако од колегата Миомир и од целата екипа на Телма и ти благодарам, ова беше баш убаво сведоштво, чисто само да споделиме дека некој пат пак ќе кажам, заробена емоција или емоција која што ја имате, убаво е да се преточи на ваков начин, ова е супер едно можеби на некој начин твој лично олицетворение или пак печат твое од долгогодишното работење особено со рок-книгите. И затоа што ова ми е значи вистинска желба да работам за музика. Дали интервју, дали рецензии, дали извештаи од концерти. Апсолутно се ставам во твоите чили. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.